Истражување кое што го спроведовме заедно со две организации од Кавадарци, тоа се Еко живот и проект ЕУ, во рамки на проектот локална демократија на партиципативно ниво и активни граѓани, кој што е поддржан од Меѓународниот центар Улов Палме од Шведска. И нашата идеја во суштина е да го поттикнеме всушност вклучувањето на граѓаните во креирањето локални политики. И токму затоа сакаме да работиме со граѓанските организации, исто така и со локалните власти и со општината. И овој мониторинг во суштина беше повеќе да видиме какви механизми, алатки се користат за вклучување на граѓаните во креирањето политики, но исто така и за нивно информирање и известување. И во овој проект ни се вклучени 5 општини, меѓу кои што е и Кавадарци. И оно што можам да го кажам дека општината има солидно ниво на транспарентност. Оно што го покажува и интернет страницата, има доста материјали, треба поредовно да се ажурира и можеби повеќе да биде фокусирана на информации не само на активностите на општината, туку и на она што се услуги на општината и како граѓаните полесно да дојдат до услугите, значи од обични тарифници до формулари, значи се нешто што ќе олесни на граѓаните да ги добијат услугите кои што им се потребни од локалните власти. Нисто така она што го мониторингот го покажа е дека општината ги препознава местните заедници, ако тие немаат правен статус, но се обидуваат да ги вклучи во креирањето политики на тој начин или како основа и за вклучување на граѓаните. Поделени се од луѓето со кои што разговаравме, поделени се ставовите, некои сметаат дека власта треба почесто да ги посетува местните заедници, почесто да се среќава со граѓаните, да ги слушне нивните барања, да ги вгради во своите приоритети и во буџетот. Но од друга страна, она што да речеме интересно за Кавадарци што не ни се покажа во другите општини е дека искуствата на местните заедници покажуваат граѓаните дека сакаат да се вклучуваат. Нели ние сме соочени со граѓани кои што се апатични, не веруваат во институциите, сметаат дека ако се вклучат дека нивното вклучување нема да резултира со властите да ги слушнат. Овде добивме впечаток дека нештата се малку поинакви и од таму сметаме дека навистина општината, власта треба, локалната власт треба што е можно повеќе да ги зачести начините и механизмите за вклучување на граѓаните и комуникација со граѓаните. Значи многу почесто да не се чекаат годишните средби за буџети и така натаму, туку преку целата година, преку различни форми. Исто така сметаме дека треба да се продладучи, има добра соработка со граѓанските организации, но и тоа исто така еден начините како можат граѓаните да веруваат во тоа дека можат да влијаат на локалните политики. Една од клучните карактеристики на општина Кавадарци и јас како личност и администрацијата е да се бориме транспарентност да биде на највисоко ниво. Морам да потенцирам да кажам дека со доаѓањето на мојот мандат пред 2 години Кавадарци беше на 79 или 80 место месечине по транспарентност и отчетност. Сега сме на 3-то место и се стремиме наредната година да го фаниме првото место, пошто мислам дека и го заслужуваме во делот на транспарентност. За да ги постигнеме тие услови, ние вложивме максимални напори и услови за работа заедно со невладиниот сектор, со она што значи транспарентност во делот на подготвување на комунална програма, во делот на отчетност на службите од сработеното, во делот на буџетските средства, намената на буџетските средства, распределувањето на буџетски средства. Исто така во голем дел во транспарентност да помогна и проектот Мој општинар, каде што имаме луѓе на терен секојдневно, ги информираат граѓаните преку своји начини, електронски, летоци и сите дејства кои што општината има намера да ги работи, да ги сработи во иден период, така да сега и со кол центарот кој што ги имаме, сите граѓани имаат достапност до општината 24 сата кроз 7 во неделата. Исполнал само еден показател дека за месец дена од функционирањето на кол центарот имаме 1600 повици. Тоа е една бројка занемарлива, вака каде што луѓето имале потреба и тоа како таков кол центар. И сакам да потенцирам да кажам дека целокупното градење на комуналната изградба во овој 2-годишен период од мојот мандат е со 95% учество на граѓанството и на местните урбани заедници во делот на градењето на комуналната изградба. Што значи тоа? Тоа значи дека през цела година информациите од мој општинар кои ќе ги добиваме за потребите и работите на граѓаните, ги сумираме, пред да ја правиме комуналната изградба, и сведоци сте и вие ми думите, ги посетувавме урбаните заедници, така во поширок состав, целокупните јавни предпријатија од полициска станица, од општината,
да ги слушнеме нивните барања, да им кажеме кои се нашите намери и за во рок од 5 дена ги каниме, доаѓаат во општина Кавадаци, во сала за состаноци, во поширок состав од урбаните заедници, ги даваат нивните предлози во писмена форма, ги прифаќаме како такви, ги анализираме, ги правиме пресметките, ги даваме на совети, врз основа на тоа правиме годишната комунална изградба. Така да мислам дека транспарентност и отчетноста на општина Кавадаци би требало оваа година и наредната да биде више на право место. Јас само би сакала да додадам, значи транспарентноста треба да оди рака под рака заедно со вклучувањето на граѓаните и во суштина тоа беше една од нашите идеи, не само да се следи и да се поттикнуваат општините на поголема транспарентност, туку и преку целата година да изнаоѓаат начини, механизми и алатки каде што ќе ги охрабруваат граѓаните, ќе ги вклучуваат во креирањето на политиките и да се надеваме дека и во таа насока општината ќе преземе сериозни подобрувања и вклучувања во текот на следната година.